Членови на Македонската академија на науките и уметностите, професори на Институтот за национална историја, професори на Институтот за етнологија, антропологија. Македонските историчари кои се дел од мешовитата историска комисија не заработуваат само од надоместокот за договореното со Бугарија. Речиси сите се вработени во државни институции. Првиот човек на македонскиот тим во комисијата, Драги Ѓурѓиев, кој само за ова инкасирал 80.000 евра во последните 3 години, е член и на МАНУ во одделението за општествени науки. Заплатите и надоместоците на вработените членовите со работниците на МАНУ. Државата издвојува во просек околу 1000 евра месечно. Драги Ѓурѓиев зема плата и од Институтот за национална историја, каде се води како ВД директор. Таму се вработени и други членови на комисијата како Александар Литовски и Дарко Стојанов, кои од комисијата досега земале по над 20.000 евра, како и Петар Тодоров, кој инкасирал над 35.000 евра. Ако се земе предвид тоа што Институтот за национална историја е под закрила на Универзитетот Свети Кирил и Методи, може да се каже дека нивната просечна плата изнесува над 45.000 денари. Слична сума би земал и Љупчо Ристески, кој работи на Институтот за етнологија и антропологија науки. Единствен член од комисијата кој не е вработен во овие државни институции, но не се знае дали е хонорарно ангажирана во проекти финансирани од државата, е Љубица Спасковска, која како дел од историската комисија инкасираше 40.000 евра. Таа е доцент на Универзитетот во Ексетер, Велика Британија. Некои од членовите на комисијата се дели од различни други државни проекти за што добиваат дополнителни надоместоци. Од тука не може точно да се пресмета колку вкупно заработуваат. Побаравме информации од владата за што се ангажирани овие луѓе. Се обративме и со барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, но за сега нема одговор. Алфа претходно објави дека 6 историчари заедно инкасирале 240.000 евра за состаноците со бугарските историчари, кои завршија со договор за античкиот период и средниот век. Од 6 македонски историчари само на еден експертиза на работење му е антиката и средновековието, а тоа е Дарко Стојанов. Тоа се темите за кои досега е постигнат договор меѓу Македонија и Бугарија. Од другите никому првична дејност не му е она за што се договориле со бугарските колеги. Петар Тодоров го работи османско-турскиот период. Александар Литовски се занимава со новата и најнова историја меѓу 1941 и 1991 година. Љупчо Ристески се занимава со антропологија. Антиката и средниот век не се експертиза ниту на првиот човек на комисијата, академик Драги Ѓурѓиев. Османлискиот период е неговата главна дејност.